Благодарам на присуството, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Граѓаните скапо ги плаќаат бајките и неспособноста на премиерот Мицкоски. Ги плаќаат со празни џебови и со празни фрижидери. Баравме и предупредувавме дека се потребни конкретни мерки за помош на граѓаните уште пред скоро 2 месеци, кога започна кризата на Блискиот Исток. Премиерот и владата не презедоа буквално ништо. Дури сега и се укинува таа парцијална мерка, која што ја донесоа, а тоа е повторно ДДВ-то е вратено на 18% за дизелот. Што имаме денес? Зборуваме за економија што тоне, за тежок секојдневен живот на граѓаните, за цени во продавниците кои што веќе пораснаа без никаква контрола, за најниски плати во Европа, за најнизок стандард во Европа и за млади кои што заминуваат од земјава. Уште на самиот почеток на кризата предложивме пакет на мерки. Намалување на ДДВ-то на горивата на 5%, на основните прехранбени продукти ДДВ-то да се намали на 0%, да се намалат акцизите за 4 денари и на тој начин горивата реално ке поевтинеа, и преполување на цената за батарините. Со сите тие мерки, ако се воведоа така во пакет, граѓаните навистина ќе имаа бенефит. Ке се почувствуваш на семејниот буџет, затоа што горивата немаше да пораснат, дури ќе беа со пониски цени, а истовремено немаше да започне спиралата на зголемување на цените на сите други продукти кои што се поврзани со цените на енергијата. За жал, премиерот и неговата тендер коалиција сите наши предлог закони ги одбија. Тогаш рекоа дека нема потреба и дека ја пратат ситуацијата. Во меѓувреме, само дел од мерките воведоа делумно, а сега и тие мерки еве се прекинуваат. Предоцна е затоа што цените на се во државата се зголемија. Граѓаните скапо ги плаќаат грешките на премиерот и оваа влада. За разлика од нас, сите други земји, како во регионот, така и во Европска унија, преземаа соодветни мерки. Уведоа мерки да ги заштитат граѓаните и да ја успорат инфлацијата и растот на цените на енергијата. Само нашиот премиер не реагираше и се уште раскажува бајки дека сме, внимавајте, трета економија во Европа. Дали граѓаните чувствуваат дека сме ние трета економија во Европа? Дали тоа го чувствуваат кога ќе влезат во продавница? Дали чувствуваат кога ќе ги плаќаат сметките за струја и за гориво? Дали фрижидерите дома чувствуваат дека сме ние трета економија во Европа? Дали се зголемени паричниците или се намалени? Има ли повеќе пари кај граѓаните и кај семејствата? Дали живеат подобро? Одговорот е не. Одговорот е дека граѓаните живеат многу полошо од пред 2 години, кога на власт дојде Христијан Мицкоски и оваа тендер коалиција. Како тоа го аргументираме? Има бројки, има факти. Странските инвестиции се намалени за 60%. Компаниите затвораат, и странските и домашните, затоа што се соочени со сериозни финансиски проблеми и отпуштаат работници. Досега, во изминатите година и пол дена, се отпуштени 1500 работници. Дупката во буџетот расте, дефицитот се зголемува. Државата заклучно со минатиот месец должи 160 милиони евра за поврат на ДДВ кон компаниите. Компаниите не може да врзат крај со крај. Не може да се ги испланираат парите, се касни со исплата на платите, не може парите кои што им следуваат од државата да ги планираат едноставно за ништо. Цените на основните производи се зголемени, лебот, брашното, шеќер, сол, месо, млечни производи, овоше, зеленчук. Се е поскапено.
од 5 до 300% за некои продукти. Стандардот на граѓаните се влошува од ден на ден. И додека цела Европа во мај, значи допрва, очекува уште посилен удар од оваа криза и носи мерки за да се справи со тоа што не очекува, а тоа е и понатаму забавување на растот и раст на инфлацијата и ризик од рецесија, Мицкоски живее во својот паралелен свет на бајки. Едноставно нема капацитет да води држава заинтересирана само за себе и своите блиски луѓе. А се останато го плаќаат граѓаните. Премиерот се однесува секој ден како уредник на жолт печат. Од една страна бајки, а од друга страна навреди. Секој кој мисли поинаку го навредува. За професорите смета дека многу заработувале. За културните работници дека биле вулгарни. За секој кој што има поинаков став, бил талогот на општеството или медиокритет. Опозицијата добива отворени закани. И ова го нема во ниту една развиена земја во Европа. Имал чувство Мицкоски. Ние продолжуваме да бараме. Да се замрзнат цените на производите, основни прехранбени, да се интервенира во ДДВ-то, да се донесат посебни мерки за помош на одредени загрозени категории на граѓани, како на социјалните случаи, студенти, пензионери, работници со ниски примања, семејства со повеќе деца, земјоделци, затоа што ние не ветуваме бајки, знаеме како се менаџира криза и затоа нудиме решение. Зашто за нас економијата не е само статистика или хартија, тоа е секојдневниот живот на секој граѓанин на Македонија. Дозволете да искоментираме на уште една тема, тоа е однесувањето на премиерот, заканите со разноразни обвиненија. Ова што премиерот го прави, едноставно го нема во ниту една демократска земја во светот. Отворени закани со обвиненија, најави за прогон на политички противници, нивни семејства, тоа е злоупотреба на службената должност на премиерот и користење на контролирано обвинителство и судство како орудие за пропаганда и заплашување. Тоа, почитувани граѓани, не е демократија. Ова што се случува, како и што предупредувавме во изминатите 2 години, е една класична автократија. Ова не е земја која што беше до пред 2 години. Ова не е проевропската Македонија. Ова е проруска земја која што ја води рускиот прокси играч Христијан Мицкоски. Ова не е демократија, ова е автократска клептократија. Дали е нормално премиерот јавно да кажува дека имал чувство дека некој ќе биде гонет? Дали е нормално обвинителството да се користи за политичка пресметка и за медиумска кампања? Гледаме дека таквите автократски режими во Европа се рушат како кула од карти. Замин Орбан, следен е Вучич, па Мицкоски. Никој повеќе не сака криминал, не сака корупција, не сака лажни приказни, не сака лош животен стандард, никој не сака влошување на меѓуетничките односи, никој не сака влошување на релациите и односите со соседите. Луѓето сакаат нормален живот, сакаат Европа, сакаат децата тука да им продолжат да живеат, ама нормално, пристојно, со добри примања. Сакам да му порачам на премиерот дека СДСМ нема да отстапи пред заканите и притисоците за прогон. Никој не му се плаши. Креира и нарачува процеси, убеден дека така ќе внесе страв и ќе ја сопре нашата борба со овој автократски режим и овој корумпиран режим кој што тој го води. Се лаже, нема повлекување, ние нема да запреме. Ерата на популизам, лаги и делење на народот
полека, но сигурно завршува. На следните избори нема да може да клечи и да моли за власт и да дели лажни ветувања, затоа што граѓаните веќе го прочитаа. Готово е со тоа, граѓаните не се ни слепи, не се ни глуви. Нема повеќе мачкање очи, народот сака промени и тие ќе се случат. Ние немаме време за губење. И благодарам. Зборувавте денеска, премиерот кажа дека може би пречувствителни сите станале апропо неговото чувство дека може да се гонат поранешни високи функционери на опозицијата. Исто така ги негираше, односно ги отфрли оние тврдења кои што дојдоа од вашата партија дека власта ангажирала приватна разузнавачка служба за да следи вас и функционери на СДСМ. Како го коментирате? И од каде ви се информациите? Добро, во однос на првата работа, слушав и не ми се веруваше што кажува сега премиерот. Човекот кој што отворено се закануваше и од собраниската говорница, кажуваше кој и како ќе биде гонет, претеше со органите на власта, кој што е независна власт, судска власт. Човекот чиј што портпарол на влада и уредниците на Орбановите медиуми знаат што пише во пријавите и каков ќе биде исходот од одредени судски процеси, наеднаш не чувствува ништо. Чудни амплитуди во чувствата, постепено се зголемуваат и наеднаш исчезнуваат. Прво, премиерот треба да знае и сакам да му порачам. Доколку знаел што се случува со пријавата, тогаш има кривична одговорност. Доколку не знаел, има политичка одговорност, затоа што прети и се заканува. И тоа е нешто што не смее да го прави. Тоа е манир на автократски режим. Ама тоа не изненадува, тоа е така изминатите 2 години. Поред, тоа е неговиот манир на владење. Да прети, да го дели општеството, да крира непријатели, внатрешни, надворешни, да подгрева меѓуетнички тензии, да не држи на страна на Европа. Зошто? За да може да крадат. Ете, тоа го прави ВМРО ДПМН. Ништо друго. Затоа сме ние слепо црево. И немаме никаков прогрес и немаме никаква реформа. Во однос на втората тема, кажал дека тоа не е негов стил или негов карактер. Еве неколку работи за неговиот карактер. Прво, немаше врска фирмата за обезбедување со Кочани. Па преспанскиот договор не беше завршена работа. Па со претседателката ќе враќа името. Па ќе подобрува преговарачката позиција на земја. Ете, тоа е неговиот карактер. Но не експлицитно не кажува дека таа фирма не ја ангажирал. Зошто експлицитно не каже дека таква фирма не ангажира? Господин Петрче, јас сум медија телевизија Алфа, би сакала и да неколку пати сте поканали да дојдете кај нас во емисија, во вести, во било кое издание, па би сакала уште нешто да испратам. Кога ќе сакате, отворени се вратите на телевизија Алфа, се што сакате да порачате, слободно можете да дојдете. Кај нас како порачате, би сакала да добиме одговор дали ќе дојдете, кога ќе дојдете, не сакате да дојдете. Благодарам поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум, од црните пари кои што доаѓаат од Унгарија, поради тоа што има докажано, или барем сомнеш, дека таа телевизија се користи за перење пари. Кога ќе ве ослободам од тој наратив што го ширите, антиевропски, и дискредитациони политики кои што ги креирате и ги спроведувате. Ако се прашува телевизија Алфа, јас сум хиперкорумпиран човек, кој што гради згради во Дубај и има куќи не знам каде низ Скопје, ваши новинари, одеа и се сликаа пред куќи во Нерзи, кој што нема никаква врска со мене. Од кога завршија процесите, анализите, проверките на државната комисија спречување на корупција, вие не се извинивте? Сакате така да ме отцрните? Така да, со таков наратив, само да довршам, само да довршам. Се извинувам. Јас не брзам, може да разговараме на сите теми. Меѓутоа, се додека има контрола преку тој Орбанов систем, не само кај нас, туку и сегде во регионот, кој што не држи далеко од Европа и шири лажни вести, дискредитира, шири лажни информации, црни кампањи. Јас нема да дојдам. Ќе дојдам тогаш кога ќе ве ослободам. А ќе се случи тоа. И гледаме дека процесот започнува. Гледаме што кажува
новиот премиер на Унгарија. Ќе расчисти со медиумскиот октопод на претходниот премиер Орбан. И ќе расчистиме и ќе бидете слободни. Дали ќе вие ќе се извинете кога све што кажувате ќе изгледа дека е навистина? Јас сум спремен да дебатирам на било која тема. Ќе се извинете? Ќе дебатираме на било која тема. Врска со барањето за референдум за рудникот, дали е точно тврдењето на премиерот дека Криво-Паланичкиот градоначалник не мисли исто како и вас и дали ќе почнете да собирате потписи за овој референдум? Добро, ако се слушаат премиерот и градоначалникот, како што кажуваат, добро е да се слушаат, да комуницираат, затоа што е добро да соработуваат централната со локалната власт. Меѓутоа многу е битно дали тоа што наводно градоначалникот го кажува е врз основа на тоа што го кажуваат граѓаните во Крива Паланка. Ако тоа граѓаните на Крива Паланка и регионот го одобруваат, нема проблем. Нека терат. Ама ако не го одобруваат, тогаш јас и СДСМ застануваме на страна на граѓаните. Ќе почнете ли со собирање потписи? Еве ќе согласно реакцијата и барањата на граѓаните. Кажавте дека ни се распаѓа држава, како го слушав пресот од почетокот. Све не чини, а ќе ги ослободувате телевизија. Кога? Не слушнавме барање за предвремени избори, нешто распуштање, поднесуваат интерпелација на еден министер, зашто не на цела влада. Може ли набрзо да очекуваме барање за предвремени избори евентуално? Ние сме спремни за изборите да се случат било кога. И ќе ја вратиме власта во рацете на граѓаните. И ќе има демократска власт која што ќе го продолжи европскиот пат на земјата, која што нема да креира лоши меѓуетнички односи, напротив, ќе ги унапредува, која што нема да одзема веќе дадени права на малцинствата, напротив, ќе ги унапредува, која што нема да креира поделби и разлики со соседите, напротив, ќе ги подобруваме меѓусоседските односи, а не како оваа влада, која што вештачки непријатели ги прави и грците и бугарите, само за да може да им продолжат тендерските процедури и ништо друго. Ќе направиме реформата која што е потребна и ќе влеземе во Европа. И ќе живееме во Европа. И младите треба да знаат дека надежта не треба да губат, што оваа влада сака да го направи. Затоа што ги загадува и јавниот простор и политиките со измислени и лажни политики. Мора да знаат дека може да не биде и ќе не биде, затоа што ќе бидеме демократска земја исчистена од корупција. Кога СДСМ ќе ги добие изборите, кога и да бидат, предвремени или редовни, и ќе ја вратиме власта во рацете на граѓаните, оваа земја ќе биде со нула корупција. И само така можеме да продолжиме напред. Се уште пак не може да го сватиме ова како барање за предвремени избори. Гледайте, пак ќе ви кажам, еве најконкретно, спремни сме уште утре да одиме на избори. Дали ќе се случат утре, на есен, до година или ќе бидат редовни, ние ќе се бориме за доброто и за еднината на државата. Затоа што ќе победи демократијата над автократијата и ќе победи Европа над Русија. Ете тоа ќе се случи. Благодарам.